Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата На муслиманите во светот со љубов, напишано дело од Хазрети Мирза Тахир Ахмад, Халифатул Месих IV. Хазрети Мирза Тахир Ахмад, нека Аллах биде бескрајно милостив кон неговата душа, Божји човек, разумен глас на ова доба, голем говорник, високообразуван зналец, со единствена интелигенција, плоден и сестран писател, од Бога дадено, имал многу добро познавање на Куранот, кој го превел на урду јазик. يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Ахмадија интерпретацијата е базирана на логика и разум. Линијата на разграничување секогаш ќе остане иста помеѓу Ахмадија и неахмадија теологијата. Неахмадиите инсистираат на дословно прифаќање, додека Ахмадија муслиманите религиските термини ги интерпретираат во метафоричка и духовна смисла. Тоа на нивните верувања им дава разумна одлика, која е во согласност со логиката и науката и со стварноста на природата. Ахмадиите инсистираат дека религиската терминологија мора да биде интерпретирана во метафоричка и духовна смисла и не треба да се земе само по својата површинска процена. Од друга страна, неахмади зналците инсистираат на тоа дека е прифатливо само дословно значење на зборовите и сметаат дека е непотребно да се проучува нивното подлабоко значење, ниту тоа сакаат да го прават. Но сепак, тие самите на некои места го напуштиле ова круто и лекоумно правило и биле присилени да го прифатат пренесеното, метафоричко значење на зборовите, а не нивниот буквален израз. Например, честниот Куран кажува дека жените се ниви за обработување, исто така дека мажите се облека на жените и обратно. Слично на тоа, честниот Куран на секој човек му говори: и ние на секој човек неговото дело му го врзавме за вратот. Се разбира, овие ајети треба пошироко да се интерпретираат, а не да се земат дословно. За ова не постојат две мислења: Ахмадија и Шија верувања. Овде се наведени битните одлики на Ахмадија погледот за Шија сектата во исламот. Основачот на Ахмадија муслиманскиот џемаат имал силна и голема љубов кон честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем. Неговата љубов била толку силна и длабока, што тој врз основа на тоа исто така ги сакал и на големо ги почитувал не само сите духовни врски на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, односно сите вистински муслимани, туку два пати повеќе ги сакал оние кои покрај тоа биле негови роднини по крв. Во поглед на семејството на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, следниот исечок на вистина ги одржува чувствата на основачот на Ахмадија муслиманскиот џемаат. يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا اطلب نذير كمال. Хазрети Хусеин, нека Аллах биде задоволен со него, бил чист и исто така имал особина да прочисти други, и без сомнение тој бил меѓу избраните кои Аллах ги чисти со својата рака и ги полни со својата љубов. Тој без сомнение бил меѓу поглаварите на жителите на џеннетот. Големото непријателство и неверство е имам Хусеин да биде понижуван. Било која личност да го понижи или да каже макар и еден збор на непочитување кон него или за било кој друг предок помеѓу Аимах Мутахарин, чистите имами, ја уништува својата вера. Аллах станува непријател на личноста која покажува непријателство кон неговиот избраник и миленик. За ова љубов кон имам Хасан и Хусеин и потомците на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем ги кажуваат следните зборови
кои зборуваат сами по себе. Моето срце и мојата душа се опиени од убавината на Мухамед салаллаху алейхи веселем. Нека целото мое битие биде жртвувано за потомците на Мухамед салаллаху алейхи веселем. Богобојазливоста не е наследна. Исто така, според Ахмадија сваќањето на филозофијата на исламот, никој не ја наследува богобојазливоста или доблеста од своите родители, на начин децата на богобојазливите автоматски да станат богобојазливи, а децата на грешните да станат грешници. Ниту проучувањето на религиската историја исто така не го поддржува овој навод. Напротив, постои необорива евиденција од честниот Куран дека Хазрети Ибрахим, еден од најголемите пратеници и пијадестал на светлината, во крајно иделопоклоничка и неука фамилија. Наспроти тоа, синот на Нух произлегол од светлината, а завршил во мрак. Врелото на исламот потекнува од иделопоклоничката Арабија. Најчистата форма на Божјото единство потекнува од арабиската пустина, која била плодно тло на незнаење и иделопоклонство, и како што се зборува во овој ајет, се појави безредие на копно и на море. Било повеќе прикладно за Арабија отколку за било кое друго место на светот. Ова останува една универзална вистина изразена во честниот Куран. Врховниот принцип кој ја соборува секоја друга важност е следниот. Навистина, кај Аллах најблагодарен е оној кој поседува најсилна богојазливост. Со најголемите почести кај Бога се само оние кои се најмногу богобојазливи. Како логична последица на истиот принцип, иако ахмадиите високо ги ценат сите имами кои припаѓаат на шија сектата, ова е поради нивната побожност и верско знаење, а не врз основа на нивното раѓање и наследство. На крај, но не помалку важно, Ахмадија муслиманите не веруваат во еден имам кој е одсутен, за кој тие веруваат дека е жив и дека според нив се крие неколку стотици години. Ахмадиите веруваат дека тој имам најверојатно мистериозно умрел, но поради времето од водачите на шија не било сметано за згодно тоа да го дава во јавноста. По некое време тој може би се засолнил некаде, но како и сите човечки суштества, тој од семокниот Бог бил повикан да се врати назад. Затоа, чекањето истиот имам повторно да се појави е како чекање на нешто кое никогаш нема да се случи. الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا يا قلبي يذكر. За да можат шија браќата да ја сватат тежината на оваа грешка, Ахмадиите учтиво истакнуваат дека ваквите приказни за пратениците или избраните луѓе и други побожни личности кои исчезнале за подосна да се вратат, се вообичаени секаде во светот, во многу земји и многу религии. За многумина се верува дека еден или друг се воздигнале на небото, но никој досега никогаш повторно не се појавил во светот. Така, ахмадиите внимателно настојуваат да ги наговорат, повторно да ги разгледаат своите погледи во светот, на стварната историја на религиите, како што е опишано во честниот Куран. За било каков надприроден феномен, кој не се случил од времето на Адем до времето на честниот пратеник Мухамед, салаллаху алейхи веселем, крајно неверојатно е после да се појави. Имам Мехдија ќе дојде на свет, како и останатите човечки суштества. Долго очекуваниот имам Мехдија, како што е предскажано во хадисите на честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, било одредено да биде роден како и сите други побожни личности пред него, како понизно човечко дете, и бил одреден да води живот во понизност и жртвување, како и сите други пратеници. Да заклучиме, ние најпонизно укажуваме на тоа дека, за жал, дури и зналците стануваат жртви на непријателската и еднострана пропаганда против Ахмадијатот. Понекогаш ова непријателство станува толку силно и разјарено,
што тоа не им дозволува да читаат или слушаат било што за Ахмадијатот од Ахмадија изворите. Неразбирање на Ахмадијатот поради незнаење. Неодамна, кога еден Ахмади зналец отишол во Москва да го прочита својот говор на симпозиум, ја посетил и Московската централна џамија. Таму нашол група на улеми и нивните ученици како расправаат за религиски работи. После неизменичното поздравување на исламски начин, тие стануваат многу заинтересирани за пораката која тој ја донел за нив, а која тој, се разбира, со задоволство им ја пренел. На почетокот се одело добро и тие пријателски го слушале, но преведувачот нешто рекол поради што драматично го променил нивното расположение и на секое лице се појавило незадоволство. Кога тој прашал што довело до такви промени, преведувачот му рекол, едноставно и отворено, дека тоа се случило затоа што тој, преведувачот, рекол дека Ахмадиите го промениле честниот Куран. Преведувачот тоа го рекол толку простодушно, што било јасно дека тој очигледно верувал во ова обвинување. За среќа на Ахмади зналецот, тој носел копија од руски превод на честниот Куран, кој од неодамна бил објавен од Ахмадија муслиманскиот џемаат. Тој таа копија веднаш ја покажал на тие улеми да ја прегледаат и споредат со другите копии кои ги имале. Се разбира, на нив не им требало многу да го променат своето мислење и да се извинат поради ова обвинување. Ахмадијатот не е нов за Русија. Бидејќи поголемиот дел од руските муслимани не слушнале за името Ахмадијат, постои потреба за ова кратко представување. Историски гледано, Ахмадијатот не е потполно нов во Русија. Во 1919 година, еден Ахмадија кој бил на служба во британската војска, бил пратен во Иран, заедно со членовите на својот батальон. Неговото име било Фатих Мухамед. Тој со својот батальон бил поставен некаде блиску до иранската граница со Русија. Таму под влијание на неговото уверливо проповедање, друг муслимански официр го прифатил Ахмадијатот. Во текот на една од експедициите на руска територија, Фатих Мухамед и неговиот нов Ахмадија биле членови на еден експедициски одред. Вообичаено за британската војска било длабоко на руска територија да праќаат тајни експедиции во извидување. И овој нов Ахмадија бил вклучен во една од овие експедиции. Еден ден во некој град се случило да наидат на здание со купола, кое многу наликувало на џамија. Но кога влегле внатре затекнале друго уредување на внатрешноста. Наместо простирка и килими, во холот за клањање се наоѓале столови кои за таму не биле вообичаени. За среќа таму се наоѓале некои луѓе кои кога биле запрашани за овие столови во џамијата, објасниле дека тие редовно одржуваат собири за проповедање во џамијата, на кои повремено присуствуваат членови на други вери, како што се евреи, христијани и други. Така сметале за неопходно посетителите да можат удобно да седат. Затоа биле поставени столовите. Тие и понатаму се распрашувале за тоа кои се, а домакините рекле дека се муслимани. Фатих Мухамед прашал дали тие веруваат дека Иса алейхи селам бил жив на небото. Тие рекле дека тој умрел како и сите Божји пратеници. На тоа Фатих Мухамед напомнал, бидејќи Иса требало да се врати назад, што тогаш мислат за тоа. Тие одговориле дека тој нема да биде истиот Иса, кој требало да биде пратен назад, туку некој од умметот на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем требало да биде пратен како Иса алейхи селам, Исус, по дух и по карактер како Иса алейхи селам. Како таков, тој исто така ќе биде наречен Иса или Месија. Потоа ги прашале како ја објаснуваат таа противречност дека муслиманите очекуваат доаѓање на Иса, Исус лично. Ако Иса бил мртов, како тој може да се врати назад? После нивниот одговор, Фатих Мухамед извикнал дека верувањата кои тие ги имаат се верувања и на Ахмадија муслиманскиот џемаат, основан од Хазрети Мирза Гулам Ахмад од Кадијана. Тие одговориле, ние, значи сме негови следбеници.
Името на овој град било Аксхабад. Според искажувањата на овие рани Ахмади муслимани, тие се соочувале со многу тешкоти поради непријателските ортодоксни верски водачи, кои ги нарекувале саби. Ова јасно укажува дека пораката на Ахмадијатот веќе стигнала во Русија пред Втората светска војна, но за жал, улемите на Индија до известна мера успеале со ширењето на негативната пропаганда да ги затворат руските умови против Ахмадијатот. يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفن العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Денес го завршивме 6-тиот дел од книгата На муслиманите во светот со љубов. Еселаму алейкум.